Неполн месец ВМРО ДПМН има свои кадри во владата задолжена за организирање на изборите. Со своето досегашно однесување, тие не покажаа ништо, освен дека се кадри на Никола Груевски, кои работат против интересите на државата. Последен доказ за тоа е и барањето на техничкиот министер за внатрешни работи Наќа Чулев во својот кабинет да го смести советникот на Ѓорги Иванов, Синиша Алексовски. Алексовски со години беше десна рака на Иванов. Низ сведочења за процесот за 27 април, јавноста можеше да слушне и за неговата улога во организацијата на настаните од крвавиот четврток. Техничката министерка за труд и социјална политика, Рашела Мизрахи, уште од првиот ден ги навреди жените. После влезе во расправија со медиуми и јавно му кажуваше на новинар како и зашто треба да известува. Незиниот тим видовме дека е составен од лица кои се креатори на проектот Скопје 2014, како и лица кои што биле дел од кабинетот на Диме Спасов. Со други зборови, ништо ново. Дополнителниот заменик министер пак за земјоделство, водостопанство и шумарство Цветан Трипуновски на дело и многу директно ни покажа што значи враќање на режимот. Наместо да се грижи за земјоделците, тој исто како Груевски упадна во простории на негови вработени, јавно ги снимаше и вршеше политички притисоци. Трипуновски, освен тоа што има кривична пријава за проневера од 117.000 евра, е познат и по тоа што организираше партиски протести, каде што функционери и членови на ВМРО ДПМН глумеа дека се земјоделци. Дополнителната заменичка министерка за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во својот тим исто така има ангажирано лица блиски до Никола Груевски и Ѓорги Иванов, како и блиски соработници на поранешниот министер Зоран Ставревски, кој што остави длабоки штети врз македонската економија. И таму не гледаме ништо ново. Невенка Стаменковска-Стојковски, која што дополнителна заменичка министерка за информатичко општество и администрација, е самата директно кадар на Никола Груевски. Таа беше во првите редови пред судовите, кога се одвиваа судските процеси против криминалот на Никола Груевски и високи функционери на ВМРО ДПМН. Цел месец кадрите на ВМРО ДПМН се во владата и не понудија ништо конкретно. Ниту една мерка, ниту една препорака за тоа како евентуално институциите да функционираат подобро. И тоа е добро. Тоа значи дека институциите функционираат согласно законите. Единствено што гледаме се неуспешни обиди за блокади и обиди да се обнови режимот. Најверојатно тоа се и насоките кои што ги добиваат од Будимпешта. Граѓаните го гледаат сето тоа и затоа на 12 април ќе го казнат ваквото однесување на ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски. На 12 април граѓаните јасно ќе порачаат дека режим никогаш нема да има повеќе.